да станат бетонирани во Уставниот суд. Да има уште еден човек плюс таму. И тоа е реалност. Вие не го бирате најдобриот. Вие не го бирате оној што на вистина треба утре да биде тамо сила во тој Уставен суд и сите ние да имаме коректив, односно сите ние да мислиме дека таму ќе има коректив на се оно што е неправедно. Не. Вие сакате да поставите сегде ваши луѓе. Почитувани колеги, ако порано такво нешто се прави во времето на ВМРО, тоа е грешка и тоа не сме да си го дозволиме. Но со вакви однесувања, младите студенти и сите оние што учат право, знаете што ќе велат? Најдобро е да влезете у политика независно како ќе се однесувате низ годините, колку ќе бидете вреден, колку ќе бидете честен, важно е да обработите за некој. Тркалото се врти. За 4 години или за 2 години или за 1 година ние ќе бидеме од таа страна. Треба истото да го правиме. Потоа за неколку години вие ќе бидете. И тоа што оваа држава нема да биде држава. Оваа држава ќе станува мочуриште. И затоа секој ќе сака да се замени. Огромна фингерајка за да се смени името. И вие тоа добро го знаете. Тоа е едно сценарио кај што за жал многу невини луѓе се во затворите. Затоа јас пак ќе кажам, ако може убиецот на Ангел од Јорче Петров да му се скрати казната и да биде пуштен на слобода, веднаш да го направите тоа со Врховниот суд и да бидат ослободени патриотите. Зборувам за честните патриоти. Знаете дека немате кворум. Знаете дека не можете да го изгласате ова. Да, со латките председателот на собрание, можеби ќе ја заврши седницата, па кога ќе се створат услови ќе го гласате ова решение. Еве, јас ќе ви помогнам за кворум. Ослободете ги луѓето. Јас ќе гласам против себе, зашто ова не е ништо друго освен сува политика. Ова е сува политика, драги пријатели. Вие имате човек што го ставате зутре да ви кажува амин за све ова. Ослободите ги луѓето што се политички затвореници. Ослободите ги луѓето што се по судски процеси само за ваша корист. Тоа е најлошиот кандидат што може да го предложите, тоа е Кацарска. Ослободите ги денеска сите, да видиме дали имат доблеска вас. Благодарам.